Во време кога се повеќе се враќаме кон природното и автентичното, рачната изработка повторно го добива своето заслужено место. Токму таква е и приказната на младата Јована Силјановска, која од љубов кон природната нега создава рачно изработени сапуни. Мојата приказна започна така што јас имав кожа склона на акне и долго време се борев со тоа да ги исчистам акните. Пробував најразлични препарати, лосиони, но сето тоа немаше некоја голема разлика и подобрување. Се додека не добив идеја, слушнав од некаде дека постои сапунче кое помага во чистење на акните. И решив да го направам, така да со тоа сапунче, после користење на некое време на тоа сапунче, кожата почна да ми се чисти и видов уствари дека има ефект. И така уствари почна целата приказна со други сапуни и така натаму. Она што започнало како хоби, со текот на времето прераснало во сериозна посветеност. Првиот сапун бил направен од љубопитност, но и од желба да се создаде нешто корисно кое ќе им помогне на многумина што се соочуваат со акни на лицето. Денес, зад секое парче сапун, стојат часови работа, трпение и внимателно одбрани состојки. Мислам дека не беше момент, туку беше цело процес каде што јас овој продукт го споделив со најблиските, па имаше ефект, потоа решив да направам Инстаграм страница, потоа да го споделам со пошироката јавност и покрај сите тие позитивни коментари што ги добивав од сапунчињата и колку им помогнало на луѓето, мене ми даде мотив ова да го зголемам, да почнам и други сапуни да изработам и така некако беше цел процес како се зголеми моје сапунче. Процесот на изработка не е едноставен. Потребно е време, прецизност и знаење. Од изборот на природни масла, билки и мириси до финалниот производ кој мора да отстои и зрее, се прави рачно, без брзање и без компромиси со квалитетот. За еден сапун да се изработи, процесот е мешање на масла, со тоа што се соединуваат на одредена температура, потоа се мешаат бои и мириси и сето тоа се излева во еден калап, каде што тој процес е околу 1 час можеби. Од кога ќе го излееме во калап, чекаме минимум 24 часа додека сапунот се стврдне и од кога ќе се стврдне го сечеме и го оставаме да се суши и да зрее од месец до месец и пол. После месец дена сапунот е веќе спремен за употреба. Инспирацијата, вели Јована, ја наоѓа во природата, во боите на годишните времиња, но и во секојдневието. Секој сапун има своја приказна, мирис и форма, а заедничко за сите е грижата за кожата и животната средина. Целата инспирација ја црпам од луѓето околу мене, од многу, што гледаме трендови на интернет, што има, па гледам природните ова што е се на природна база, да го склопам со тоа и да изгледа убаво, да е во тренд. Исто така, многу често барам фидбек од луѓето кои ги користат моите производи, како сакам да знам што им треба, што сакаат, така да и според тоа многу производи се излезени токму од желба на некој потрошувач, па така ете и од тука ја црпам инспирацијата како на пример би изгледал некој мој нов продукт. Иако рачно изработените производи се уште го бараат своето место на пазарот, интересот кај граѓаните расте. Се повеќе луѓе ја препознаваат вредноста на природното, уникатното и локално создаденото. Можам да кажам дека се повеќе ја препознаваат, но како што денеска ни е достапен интернетот и можеме да видиме што прават луѓето од целиот свет, така да гледам дека сметам дека многу наши сограѓани и луѓе од државата дека гледаат што се случува од надвор, колку е ценето тоа и колку се ценат и природните производи и рачната изработка. И со тоа гледам дека и свеста кај нас се подкрева на едно повисоко ниво и луѓето се повеќе го ценат тоа. Приказната на Јована Силјановска е доказ дека со љубов, упорност и креативност едно мало хоби може да прерасне во инспирација и за другите и за еднината на занајчиството.